Добро, и во таа смисла да. Всушност, мислам дека ти сакаш да продлабочиш една многу стара идеја, која е влезена во учебниците веќе, дека во византиското сликарство, во таа строга иконографија на аскети, на светци кои се малку повисоко од обичен човек, се појавува во Нерези она чувена фреска Оплакување на Христа, каде, како што велат во учебниците, Богородица е дадена како лик на мајка што изгубила син. Има еден човечки лик, една човечка болка. Таа една стара, гениална може идеја на тој уметник, е она што мислам дека сакаше да го продолжиш. Сега, баш апропо тоа. Замисли покрај, како се вика, Нерашкото оплакување, без која не би можела да постои современата ни западна европска цивилизација. Не можеш да ја замислиш, добро може, тоа значи да нема една нога цивилизацијата. Сега треба да се измисли некој да наслика, да се стреми да наслика, барем, али на нов начин биде. Тоа е идејата. Инаку седнеш, едноставно не прецрташ, дево да се бориш, а доколку се биде таа ресавското само со шапилограф, тогаш не снемува нас. Јасно е дека болот на мајката вечен ја, он е единствен и он е недокучи, бидејќи секој човек го носи собствената тежина на планинското во себе си, во планината своја, на судбината. Но сепак, да речеме, тука постои разлика исто во бол. Друго е да изгубам едно од 9 деца, друго е да изгубам син единец, да речеме. Сега, во овие времиња, кога луѓе, сме живи сведоци кај човешкиот живот, ама ептен не вреди за ништо. Еден метак вреди, еден куршум вреди, еден човешки живот. Додека бев по едно време, пред едно 30 години, вака запрепастено констатирам, таму се снеди во овој така самозван социализам, да речеме во Русија, во Бугарија, во тие специјално земји. Па човешкиот живот, човек завршува, станува доктор на науки, открива, да речеме, не знам што, лек за рак открива. А седи во редица и сати чека за кило кисел јаболка, за кило на јужните протокали, што го има напишано, како се каже рускиот писател. Па тоа е стравично. Па тоа е негово време. Времето го протерува као предмет, кој со денови, со години губи на нешто кое е потпуно беззначајност. Значајност и губост, јадење као јадење, но не во цивилизацијска смисла. А пак сега ние да дотераме до размери кои се едноставно, немам зборови, седи таму некој со снајпер, убија луѓе. Тоа ништо не вреди, метакот вреди. Сега, се разбира дека другше гледаме на тоа како се изгубува син, како се изгубува последње нешто кое не врзува за живење. Кај што после викаш, што ќе ми живота да му се снеди. И како сега една мајка ќе го оплаче. И нормално дека е тоа едноставно, просто невозможно. Но вредеше да се обидеме да го направиме. Затоа што Нерези, ја сиромашкото надвор, 20 зидари да му седнат, ке иззидат. Тоа не е никаков објект, тоа е ништо. Сликарството натре горе. Дури ни црквата таму е мала према тоа сликарство. Бидејќи ни сликарството и тој тие метафизички вечни проблеми кои се поставени во тоа сликарство се нешто кое не бројува во светот. Што значи? Не можеме ние да измислиме, да родиме Тесла и овде да го направиме да биде Тесла. Невозможно. Но сепак може некој, ете така некој од Господа даден, со едно чече и таму 5-6 боички, да не дигне, да ни даде, што викаме, и дигни да не ја учврсти кичмани од стол. Тоа е единствен начин преку нашите духовни самопотврдувања. И секој пат,
vredi čovjek da napravi napor, da se obide, da se dokaže sebe si normalno kao prvo subjektivno i preko toga kolektivno to bitije. Kolektivno to ono što je napravljeno, vo našite nosi, vo naša ta autentična prava, narodna poetika. Kaže se napravljeni zaprepastuvačko visoki rezultati, što zborova deka ovaj narod pokraj ostanata tako, imame dovoljno krutkost da go se ogledame, je beskrajno obdaren